Почитувани, повторно не ми одговоривте на прашањето зошто прогресивниот данок после 9 месеци од неговото воведување, кога не ги даде очекуваните резултати, го замрзнавте за 36 месеци. Не ми дадовте одговор за ова, заради тоа што не сакате да признаете дека сте донеле погрешна политичка одлука и дека 50% од даночните приходи кои можеле да бидат собрани од рамниот данок, не сте успеале да ги соберете во 2019 година. Јас судам по тоа што читам, бидејќи вие сте експерт за економија, јас не сум експерт за економија. Да ви спомнам нешто. Стратегијата за реформа на даночниот систем. Имавте една што беше изготвена за 2020-2023 година, каде во истата се вели дека би можело да бидат повисоки за 51% остварените дополнителни приходи, доколку не се случила промена во однесувањето на даночните обврзници и така натаму, ви го кажа во говорот истото. И тогаш ви го постави во говорот прашањето и сега повторно, но за жал ке немаме можност да добиеме одговор, зошто во истата година, на 16 декември 2020 година, давате нова стратегија која што важи 2021-2025 година. Се предомисливте нешто во меѓувреме, бидејќи видовте, најверојатно политиките одат во погрешен правец. И она последното што го спомнавте за вакцините, повторно ќе кажам, не е убаво да блефираме пред јавноста дека вакцинираме внука, а на крај да кажеме дека грешка е тоа и да се извинуваме пред јавноста. Ви благодарам. Следен за збор е пратеник